Драги гледачи, добар ден и добродојавте во новата емисија на Супер Звезда. Ова можност Супер Звезда искористи да излезе надвор од градот Скопје и да дојде во еден прекрасен град во Источна Македонија, кој што се вика како? Во кој град дојавме денес да бидеме гости? Струмица! Ете така, знаете сите, од минатата година најавивме дека Струмица е град кој што е познат по добрата, традиционална, една и единствена, надалеку прочуена струмичка пиперка, а сепак Струмица не е значи познат само по тоа. Него е познат и по многу други работи. Една од работите кои што се многу убави и интересни за Струмица, а поготово ги интересираат дечињата, е тоа што Струмица секоја година е домаќин на еден европски, би можел да го наречам, струмички карневал. Тоа е една манифестација која што е подеднакво интересна како за возрастните, така и за дечињата. Тоа е убаво место каде што и младите и старите можат да ги облечат своите наметки, да ги стават своите маски и така маскирани да се прошетаат низ градот. Манифестацијата е прекрасна. Еве денеска се наоѓаме овдека во плоштадот на градот Струмица и сакам да ги прашам супер звечките како они се чувствуваат овде? Супер! Како очекувавте дека ќе биде во Струмица? Супер! Очекувавте ли вака да биде денес? Да! Не? А како сте пречекани? Супер! Што мислите, еве Марин да ми каже вака искрено, што мислиш за струмичани? Многу се добри. А струмичанки? Предобри. Исто така. Бане, што ќе кажеш ти, како ти се допаѓа во Струмица? Супер, дека се забавуваме. Дали е Струмица убав град? Да, многу. Бил ли некој од вас овдека до сега во градот Струмица? Не. Има некои биле, има некои не биле и оние кои што биле, до сега да прашам колку пати биле овде? Еднаш. Еднаш, зошто дојдовте овдека, на гости или на свадба? На гости кај тетка ми. На гости кај тета. А оние кои што доаѓаат прв пат, како им се допаѓа? Многу баба. Меѓу нас овдека во моментов имаме и дечиња од Струмица, струмичанчиња. Кај сте, добри ли сте? Еве ги оние дечиња кои што оваа година учествуваат на карневалот. Еве да ги покажеме, например, овој овдека. Он е пират или гусар? Што си злато ти? Како се викаш ти? Кристијан. Кристијан, мафним на сите што те гледаат сега во моментов. Еве ги овдека кон камерата. Прати многу бакнежи и брзо мафни. Мафни, Кристијан. А оваа женска се вика? Македонка. Македонка, браво, здраво Македонка. Колку години имаш ти, злато? 7. 7 години. Денеска дојавме да видиме специјални гости ние во вашиот град овде. Се забавувате ли вие со Супер Звезда? Да. Гледате Супер Звезда секој ден редовно? Да. И ви се допаѓа нашата емисија или не? Да. Еве едно многу малечко девојче овде да го покажеме. Како се викаш бе ти, злато? Ани се вика Ани. Како се вика? Стефанија. Стефанија. Стефи, колку години имаш ти, Стефи? Покажи на кај камерите, видиме. Леле, еве, а Стефи со 2 годинки. А оваа женска се вика? Љубица. Љубица да пукне, Љубица. Каква е твојата маска? Во што си маскирана ти денес, злато? Во што е? Јапонка, драги гледачи, имаме една специјална јапонка овдека. Имаме ли уште некоја маска? Имаме, ела кукле овдека, а да направиме малку место, да видиме оваа девојка. Како се викаш ти, злато? Бојана. Бојана, направете место да можат и гледачите да видат Бојана. Во што си маскирана ти, злато? Добра вила. Ти си во добра вила, браво, аплауз сега супер звездички за сите дечиња овде од Струмица, кои што ги има многу илјади и кои што денеска овдека во Струмица направија Струмица да биде најубавиот град низ светот. Ќе направиме кратка пауза. Во оваа емисија нема многу да збориме, повеќе има што да видиме, затоа и помалку ќе зборуваме. Сите оние кои што немале шанса да дојдат, ги поканувам, значи во следната прилика да бидат гости во градот Струмица и да се забавуваат токму онака како што ние денеска со Супер Звездичките ќе се забавуваме тука. Бакнежи за нашите гледачи од сите. Ќе направиме кратка пауза, потоа повторно се враќаме да видите за каков чудесен и неверојатен карневал станува збор. Španija, tatko mi kupi gitara klasična, kršem ženski srca jas na plažata, sekoj denim pre španska muzika. Latino frajer, sum si jas, mene me bije dobar glas, sviram, pejam, pa za vas, pa za te ženski nema spas.
Martin ne mi je ni do kolena. Jaz sem pejači pol i zvezda golema. Seko jago saka, moje taftogram. Breska devojčinja, što mi zapeja. Latino frajer, sum si jaz. Mene me bije dobar glas. Sviram i pejam, pa za vas. Pazete ženski, nema spas. Latino frajer, sum si jaz. Mene me bije dobar glas. Sviram i pejam, pa za vas. Pazete ženski. Latino
znaš samo od moje to pijano. Malečka suznom, a ovo je svetlo bez najkrego osvoja. Prstinja popet, na ruce imam samo sonju, sviram pijano.
Како што најавивме претходно, суперзвездите во оваа емисија се специјални гости во градот Струмица по повод организацијата на Струмичкиот карнавал 2009 година. До мене се наоѓа еден од членовите на одборот за организирање на Струмичкиот карнавал, тоа е господин Ване или попознат како Ванчо. Ванчо, дали си ми добар? Супер сум. Исто како вашите дечиња, супер звезда. Супер, фала ви. Како сте, Ване, добри? Па, добри, денес сме радосни сите во Струмица, гледаме каков карнавал направивме, видовме дека струмичани беа инвентивни денеска, дечињата беа радосни, мајките исто така со нив и така уживаа. Има едно прекрасно доживување на Струмичкиот карнавал. За оние гледачи од Скопје, од другите градови на Македонија кои не знаат, ајде да ги информираме вака чекор по чекор, од кога постои Струмичкиот карнавал како манифестација? Вака, сега јас не сакам да ги малтретирам дечињата, меѓутоа Струмичкиот карнавал се спомнува прв пат во патеписите на Евлија Челебија. Карнавалот трае уште од давнина, уште од дедо ми, од прадедо ми. Се сеќавам и јас како мал кога се права карнавал. Во суштина тука имаме еден празник. Тоа е празникот на армасаните, празникот на верените. Во Струмица се вика Тримери. И овие 3 дена се празнува тој празник. На оние кои што се вериле, оние кои што се пред свадба или така. Во тој контекст ние влеговме со овој детски карнавал да правиме една друга манифестација на денот прочка. Денес се простува, дечињата одат кај бабите, кај дедовците, бараат прочка, добиваат по некоја паричка и така. Карнавалот е возобновен во ова форма како што е сега од 91 година. Некаде 60-тите, 70-тите години имало такви најави да се возобнови, меѓутоа не успело тоа. По една, 2-3 години и потоа пак прекинало. И од 91 година до сега континуирано се организира и големиот Струмички карнавал и детскиот карнавал. 15 години веќе сме членови на Меѓународната асоциација на европските карнавалски градови и ние сме многу среќни за тоа, под уставното име како Македонија и како Струмица. Супер. Кажи ми сега, вака, Ванчо, колку луѓе земаат учество на Струмичкиот карнавал? Дали е тој масовен, од поголем обем, од помал обем? Колку луѓе, значи, во суштина учествуваат на еден ваков карнавал? Карнавалот почна синоќа од големиот Струмички маскенбал. Тоа се случи во хотелот Сириус, таму некаде има околу 500 маскирани луѓе кои уживаа во маскенбалот. Возрастни, така? Возрастни, да. Денеска е детскиот карнавал, тука по најавите кои ми ги дадоа организаторите на поворката, околу 2 до 3.000 маскирани деца, дечи. Тие си доаѓаат од основни училишта, од градинки, од дома облечени? Доаѓаат претежно од дома. Многу малку од училиштата и од градинките. Претежно мајките, бабите ги маскираат дечињата и шетат низ градот Струмица. Ние ги канализиравме во оваа ситуација и еве имаме една таква прекрасна манифестација со ваша помош, се разбира, со суперзвезда. Така, ме интересира дали само од Струмица доаѓаат луѓе или доаѓаат и од местата кои што се околу или од други градови од Македонија? Од каде се имате учесници овдека на вашиот карнавал? На детскиот карнавал имаме стрикно од Струмица. Од годинава почнавме прв пат да го интернационализираме на некој начин. Имавме гости од Белград, тоа беше групата Маслачак и се надеваме дека следната година ќе прерасне во меѓународна манифестација и овој карнавал. Така. Ме интересира, задоволни ли се струмичани од карнавалот? Што велат тие за овој карнавал? Ние сме задоволни од струмичани, веројатно и струмичани се задоволни од карнавалот. Да. Ти благодарам многу за овој интервју. Имавме шанса да ги информираме сите наши гледачи. И ајде да ги поканиме оние кои што немале шанса да дојдат овде. Да, еве ги покануваме сите кои што не биле на Струмичкиот карнавал, нека повелат и во вторник на големиот карнавал и се разбира следната година на детскиот карнавал. Оне секоја година во исто време? Да. Се знае ли кои денови се прави карнавал? Тоа е денот на прочка. Меѓутоа тоа е 6 недели секој пат пред Великден. Така да го менува датумот Струмичкиот карнавал. Значи, видете кога е Великден, одземете 6 недели и да очекуваме следната година 6 недели пред Великден овде во градот Струмица да се забавуваме лудо и незаборавно и да бидете дел од манифестацијата со која што Македонија може да се гордее не само овде, дури и низ целиот свет. Тоа е Струмичкиот карнавал, така ли беше? Да. Благодарам, Ване, многу се нови на вас, поздрав и до гледање. Во оваа емисија, почитувани гледачи, суперзвездите беа специјални гости на најубавиот град денеска во светот, а тоа е градот Струмица, така ли е?
Зошто беше Струмица најубав град? Имавте шанси да видите, значи, во изминатите 60 на минути. Денеска се дружевме со струмичани кои што ни приредија прекрасен струмички карневал. Значи, сите оние кои што немале можност, ги поканив еднашка на почетокот, ги поканувам уште еднашка сега на крајот на емисијата, последната прилика да дојдат повторно овдека. Дечиња од Струмица, дали сте добри? Да! Како се забавувавте денеска? Ви се допадна ли овој карневал кој што беше организиран оваа година? Мислите дека имаше убави маски сега? Да! Задоволни сте од времето? Да! Топло, сончево, убаво? Задоволни ли сте од гостите од Скопје кои што беа денеска ваши гости? А да ги прашам скопјаните како си поминаа во Струмица? Супер! Ќе дојдеме ли повторно? Да! Кога доаѓаме пак? Следната година! Следната година, нема да дојдеме по меѓувреме. Може ќе дојдеме? Ќе дојдеме, еве во вторник доаѓаме пак. Падна, значи, одлука во вторник доаѓаме пак. Тоа беше се за оваа емисија, почитувани гледачи. Поздрав од мене, поздрав од сите овие прекрасни дечиња овдека собрани денеска во Струмица, да им мафнеме на нашите гледачи, да им пратиме многу бакнежи, да им заблагодариме што беа со нас и да ги поздравиме и да им порачаме да бидат повторно тука со нас за една недела. Следната сабота во 10 часот на Канал 5 ќе може повторно да ја гледате вашата омилена емисија Супер звезда. А до тогаш чао, пријатно и до гледање, драги гледачи. Бидете живи, здрави, сакајте ги мама и тато и правете се што треба децата да прават, како би биле среќни и весели. Чао, пријатно и до гледање. Чао!